А ние вечерва ќе продолжиме со 16-тиот дел од нашата серија Агапе. И само да се подсетиме што зборувавме минатиот пат. Се уште сме во 7 стих, прво послание до Коринќаните 13:7. Да, значи, љубовта верува се, и кажавме дека не се однесува на тоа дека е наивна, па верува во се, туку Павле овде алудира на меѓучовечките односи. Она што било проблем во Коринската црква и она што и секојаш се провлекува како проблем. А сега, после ова, следува на се надева. Љубовта Агапе на се надева. И овие две работи некако се поврзани. Значи, овде имаме така наречен киазам, или како се вика тоа. Значи, имаме, да, во 7 стих имаме се премолчува, беше првата карактеристика, која што има врска со четвртата. Значи, се премолчува е поврзана со се трпи, а овие двете средишни, втората и третата, исто се поврзани. Се верува и на се надева. Ке видиме вечерва дека навистина има овде една голема врска, надежта и верата некако одат рака под рака, а и во самата глава, ова 13 на крајот, што кажува? 13 стих, 13. Остануваат овие три, верата, надежта и љубовта. Некако сите се поврзани. Љубовта верува се, љубовта се надева се. Во се. Вера, надеж и љубов. И навистина, кога некого љубиш, кога тоа вистински го правиш, тогаш во се веруваш, но и во се надеваш. Еве, ќе зборуваме, затоа што овие теми сите практични, баш за таа практична манифестација на каков начин тоа љубовта се надева во се. Значи, еве, познавате некого, знаете од прилика каков карактер е, и без оглед на тоа каков е, ако го сакате, ако вистински го љубите, тогаш ќе верувате се. Ќе бидете склони да верувате се, да верувате најдоброто, да го извадите од него, да верувате дека ете, сепак колку и да е лош, дека може да произлезе нешто од него на крајот. И ви кажав минатиот пат, значи пред се да веруваме во способностите на Господа. Тој никогаш не се откажува се додека сме во времето на милоста. Господ работи со секого. Господ не го остава никого. Затоа што сакат сите да бидат спасени. И нормално, паралелно со тоа, и се надеваме на најдоброто. Нешто што може би, ете, не сме, по природа нормално, не сме склонни да го правиме, туку највеќе можеме да се фаќаме за сомнежи, да сомничиме, да дори од без факти, без никакви докази да гледаме на негативното кај ближниот. Треба да веруваме дека било што да прави нашиот ближен има најдобри и најчисти намери. Тоа е верување во се и да се надеваме дека тоа е така. И еве, практичен пример. Слушате глас за вашиот ближен. Слушате некакви гласови, дека сторил тоа и тоа. Одлучувате да верувате во се на тој начин што верувате дека сепак, ако се тоа негативни гласови, дека тоа не е така. И со текот на времето добивате некои позитивни докази. Се јавуваат позитивни докази, значи одат во прилог негова. Нормално тука е верата. Верувате во се, верувате дека ете секи излезе на добро. Дека сите оние гласови биле лажни. Потоа во случај ако немате никакви докази, исто љубовта верува во се. Верува дека сепак сето тоа ќе излезе на добро. Сите тие гласови ќе се срушат. Ако имате разногласие, че ако имате спротивставени докази, имате и вакви и такви, тогаш исто љубовта верува во се. И сега ќе видите каде доаѓа надежта, како се надоврзува на љубовта, одnosno на верата. Кога имате само лоши докази, се изгледа дека стварно гласовите кои што сте ги слушнале, сега гледате и докази дека тоа е тоа.
братот или сестрата навистина киксирале, паднале, направиле зло дело и така натаму. Тогаш може би верата како да се губи, затоа што ги гледате доказите, меѓутоа надежта не умира никогаш. Вие сепак се надевате и покрај тоа, дека сепак ќе излезе се на добро. Тука се надоврзува некако надежта на верата. Значи, а сето тоа е, ако ја имате она љубов агапе, тоа е љубовта агапе. Еве еден пример дека надежта умира последна. Некој човек бил осуден на смрт, значи тоа е во нешто постаро време, царот го осудил на смрт, смртна казна, и човекот успева некако да добие условно одложување на казната во време од 1 година. Со тоа што му ветува на царот дека ќе го научи неговиот конј да лета. Че морал да биде нешто многу неверојатно за да царот се сложи да му даде одложување. Значи, човекот се надева на се. Во таква ситуација, барем и 5 дена, и 10 дена, и 365 дена е добро продолжување, значи, на животот, и си рекол, тоа е надежда. Па кој знаеш, за 1 година може царот ќе умре. А може за 1 година и коњот да умре. Може и јас да умрам за 1 година на крајот на Христо, па може за 1 година и стварно ќе научи да лета. Тоа е надежда, не умира до крај. Еве, 1 година, ама човекот се надевал во разни можности. Сега проблемот е, кога ја немате таа љубов, и знаете, кога слушате лоши гласови, кога гледате лоши, значи, зли, докази што се не во прилог, туку спротивно на братот или на ближниот, ако ја немате љубовта, тоаш може многу лесно да се јави омраз. Тоа е она што е уништувачко. Че да почнете да го мразите. Кажавме минатиот пат, спомнувавме дека Господ е оној кој што го љуби грешникот, а го мрази греот. И тоа е Господ, тоа е љубовта, тоа е агапе. Ако ја немаме таа љубов, тоа сме склони на спротивното. Затоа што го љубиме греот, ние го мразиме грешникот. Затоа треба да го молиме Господа навистина да ни ја даде оваа љубов, затоа што е многу подобро, како што минатиот пат кажав, да сгрешите верувајќи му некому, отколку да сгрешите не верувајќи му, а еве видовме и дека надежта оди тука рака под рака со верата. Но, видите, овде првенствено значење на овој израз, дека љубовта се надева на се мисли на тоа дека се надеваме на Господ и на неговите способности и можности. Повторно, како што минатиот пат кажавме, веруваме во способностите Господови, во тоа дека тој не се откажува никогаш од ниеден грешник, се дека, ете, не исцрпи се што може, додека навистина не му се затвори патот, пристапот. Така и во овој случај. Значи, не дека нашата надеж толку е свртена кон човекот, иако и тоа не смее да се губи, значи надежта останува до крај. Еве, може би сите ние имаме некои ситуации во случаеви во нашите семејства, брат, сестра, не знам, татко, мајка, кои што ги одбиваат гласовите на Светиот Дух. Ве одбиле 100 пати до сега, може. Толку се ладни кон Евангелието. Но дали тоа значи дека треба да престанеме да се надеваме? Баш од аспект на тоа што Господ прави се, и Господ ќе продолжи да прави се, Господ работи се уште со тие луѓе, и ние не смееме да изгубиме надежта. А сите имаме понекој таков, може би во фамилија. Може би не во најтесната фамилија, меѓутоа поширока. Да не забравиме на стихот во Филипјаните 1.6, што кажавме минатиот пат. Ајде да отвориме Филипјаните 1.6. Уверен сум во тоа, што е ли Павле овде. Уверен сум. Зошто? Затоа што има таа љубов, кој што верува во се, кој што се надева на се. Уверен сум во тоа дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Не смеме да се сомневаме во способностите Божи. Тука е пред се нашата надеж. Треба да лежи на тоа. Нашата надеж е во Господа, како што вели често пати псалмистот Давид. Нашата надеж е дека, како што нас Господ не вадел често пати од водата и од калта, така може да го извади и тој или таа
било да е од фамилијата, било да е брат или сестра од црква, или било кој пријател наш, што го знаеме. Еве сега, во овој контекст, уште еден пример. Се вршил експеримент, значи од неодамна тоа, пред неколку години, експеримент со глувци, ови што, знаете, дека глувците се заморчиња. А со тоа што биле поставени во различни простори, кај што имало некој така соодветен базен полн со вода за нив, како за глувци. И разликата била во тоа што првата група на глувци, колку и да биле, ги ставиле во базенот со вода и пливале што пливале, издржале околу час време и сите се исподавиле. А другата група исто биле ставени во базен со вода, но од време на време ги ваделе. Со раката ги подигале од водата и ги ваделе. И држале на суво, повторно ги спуштале во водата. Знаете ли колку издржале оваа втора група? 24 часа. Пливале и пливале и пливале. Не тоа, и тоа не затоа што, ете, може би биле одмарени на некој начин што биле крвени. Не затоа што се појавила надеж кај нив, дека ете, ќе пливам колку што можем, ќе се најде некоја рака, пак ќе ме подигне од водата. Пазите, тоа е кај глушец, кој што ништо не разбира. А камо ли кај нас луѓето? Колку пати нас Господ не вадело таква вода, од тиња, од кал, не знам што. Кој сме ние да престанеме да се надеваме и да не мислиме дека братот, сестрата или било кој, татко наш, мајка, било кој што толку многу тврдоглаво го одбива Евангелието, дека нема утре таа рака да го издигне, да го подигне. Светиот Дух е чудна е неговата работа. Баш бев поканет на ручек кај Ленче во Радишени, таму кај нив и меѓу другото така паднавме на муавет за некој од незините роднини таму. Затоа како ете Господ после толку време делува, значи се осеќаат некои плодови. Се чувствува нешто позитивно. Тоа е тоа. Љубовта верува во се и се надева на се. И сега, да не испадне дека, како што вели Јани, не прочитаме некој стих од Библијата, иако неколку прочитавме, сепак да видиме сега во неколку примери од Библијата во кои што главни улоги ќе бидат Јонатан, Давид и Саул. Веќе неколку пати ги имаме спомнувано во контекст на оваа тема Агапе. И да отвориме во прва книга Самуилова, 20 глава. Прва книга Самуилова, 20 глава. Ќе читам дел од овие стихови овде, да видиме за што станува збор, да се вклопиме во оваа сторија. Оваа глава носи наслов овде Давид и Јонатан. И со право, да. Од први стих, Давид избега од Најот во Рама и дојде кај Јонатана, та му рече, нормално бега од Саул. Што направив? Каква беше мојата вина? Што му сгрешив на татка ти? Да го бара мојот живот. А видите што му одговара Јонатан. Ова е можеби малку поприродно, затоа што Јонатан му е син на Саул. И тоа ќе го видиме потоа и односот на Давид кон Саул. Што му одговара Јонатан најнапред? Тој му одговори, далеку да се од тебе, да е од тебе таа мисла. Ти нема да загинеш. Ете, мојот татко не презема ништо, било големо или мало, а тоа да не ми го открие мене. Видите, Јонатан се надева, Јонатан верува, и покрај тоа што го знае Саула, негов татко е, дека сепак не е така може. Не е до толку злобен. И така, зашто татко ми би го крил тоа од мене? Значи, токму тоа бе. Но Давид се заколна и рече, твојот татко знае добро дека јас ја придобив твојата наколност, па мисли, Јонатан не треба ништо да знае за тоа, за да не биде жалостен. Ама живиот ми Господ и животот ми твој има само еден чекор меѓу мене и смртта. Давид се обидува да го увери во тоа. И кој Јонатан одбива затоа што верува во се, затоа што се надева на се. Видите, подолу сега од 12 стих, че овој сојуз што го склучуваат, че Јонатан ќе му вети на Давида дека ќе испита и ќе
го предупреди ако е потребно. Тогаш Јонатан му рече на Давида: Господ Израелевиот Бог нека ми биде сведок. Јас ќе го искушам татка си утре во ова време, ако биде добро за Давида, а јас не испратам кај тебе за да те известам, Господ нека ми го направи тоа зло на Јонатан, нека му го направи тоа зло на Јонатан и нека му додаде друго зло. Ако на татка ми му биде мило да ти направи зло, ќе ти јавам и ќе те пуштам да си отидеш во мир и Господ нека биде со тебе како што беше со мојот татко. До 17 ќе читаме. Ако јас уште бидам жив, ќе можеш да ми ја искажеш Господовата милост. Ако умрам, не крати му ја твојата добрина на мојот дом довека. Кога Господ ќе ги откорне редом Давидовите непријатели од лицето на земјата, значи тоа е Давид, она што го кажува Јонатан, се заветува со домот Давидов дека Господ ќе бара сметка за зло од раците на Давидовите непријатели. Тогаш Јонатан му се заколна уште еднаш на Давида во својата љубов, зашто го љубеше со сета љубов на својата душа. Еднаш го спомнав на овој пример. Меѓутоа, она што сакав и го истакна веќе тука е, меѓу другото се гледа, значи, тој однос, таа врска меѓу Давид и Јонатан, но и Јонатан кој што не сака да поверува дека неговиот татко стварно е до таму дошол. И покрај сите укажувања од Давид, се надева дека сепак не е така. И знаеме овој знак со трите стрели за опасност. Читаме се од 27 стих таму, во истата глава. Утреден по млада месечина, во вториот ден на месецот, Давидовото место пак остана празно, значи на ручекот на вечерата. А Саул го праша својот син Јонатан: зошто Јесеевиот син не дојде на ручек ни вечера, ни денес? Јонатан му одговори на Саула: Давид ме молеше упорно да го пуштам да оди во Витлеем. Ми рече: пушти ме да одам, зашто ја славиме семената жртва во мојот град и моите браќа ме повикаат да дојдам. Ако ја придобив твојата наклоност, дај ми дозвола да ги посетам моите браќа. Ете, затоа го нема покрај царскиот стол, му одговара Јонатан. И сега видите реакцијата на Саул. Тогаш Саул пламна со гнев. И на Јонатан му рече: ти сине на развратна и бунтовна жена. Веќе почнува да се издава пред својот син, да ги издава своите намери. Мислиш дека не знам дека си во сојуз со Јесеевиот син за свој срам и за срам на мајка ти? Зашто доека биде жив на земјата Јесеевиот син, не ќе бидеш безбеден ни ти, ни твоето царство. Зато сега испрати по него и доведе го кај мене, зашто е осуден на смрт. Јонатан веќе ги копча работите во оваа ситуација. Јонатан му одговори на својот татко Саул и му рече, односно го прашува: зашто треба тој да умре? Што направи? Што е виновен, нели? И видите што се случува. Тогаш Саул замавна со копјето на синот за да го прободе. Саул бил спремен и својот син да го убие. На Јонатан ова му е сигурен доказ, значи во нешто Давид претходно му го збори. Но во овој момент се надевал. Ја верувам дека може и понатаму се надевал. Дека сепак нешто поинаку ќе произлезе од Саула. Дека сепак не е отиден толку далеко. Јонатан стана од столот. Јонатан виде дека неговиот татко одлучил да го убие Давид. Сваќа. Јонатан стана од столот, сиот разјарен, не јадеше ништо во тој втор ден на месецот, зашто се загрижи за Давида, бидејќи неговиот татко го навреди и тргна да му каже на Давид, да го предупреди. Сега да отвориме во 24 глава од 1 Самуилова. Ова е посебно интересно. Овде ќе видиме колку Давид се надева на се, колку Давид има таа љубов агапе, и кон Саул, кој што го гони, од кого што излегол светиот дух, го напуштил Божиот дух. Но Давид се надева до крај. И еве што читаме од првиот стих. Оттаму Давид се искачи и се настани во Енгадските горски засолниште. Кога Саул се врати од потерата по филистејците, му го јавиат ова: Давид е во Енгадската пустина. Тогаш Саул зеде 3000 одбрани луѓе од сиот Израел и тргна да ги бара Давид и неговите луѓе на исток од стрмната стена на дивите кози.
Одејќи дојде до овчите кошари покрај патот, таму имаше пештера, и сите го знаеме во настан, и Саул влезе за да клекне, извинувам, а Давид со своите луѓе седеше во дното на пештерата. И му рекува на Давида неговите луѓе: еве го денот за кој ти рече Господ, јас ки ти го предадам твојот непријател во твоите раце, постапувај со него како што ти се сака. И навистина Давид можел да направи што сака во оваа ситуација, да реши ситуацијата во еден потек, да го екзекутира неговиот прогонувач и едноставно да си биде на мир. Давид стана и незабележливо го Давид стана и незабележливо го отсече што? Скутот на Сауловиот плашт. Не се осуди да го убие. Но после го печеше совеста, дури за ова го печеше совеста Давида, зашто го отсече скутот на Сауловиот плашт. Па им рече на своите луѓе: да ме чува Господ да му направам такво нешто на својот Господар, да кренам рака на него, зашто е Господов помазаник. Давид, јасно му е Саул докаде дошол. Меѓутоа Давид се уште има надеж. Давид се надева дека сепак сето тоа ќе заврши на добро. Е таа љубов која што верува во се и се надева на се. И покрај тоа што за Саула знае и слуша и има докази, мислам, гонете од него, само зло, само зло, само зло. Ке рече некој, нема шанси за Саул. Меѓутоа, еве Давид, тоа е Божјата љубов. Тоа е агапе љубовта. И Давид ги укори со остри зборови дори нели своите луѓе и не им дозволи да станат против Саула. А Саул излезе од пештерата и тргна по својот пат. Потоа Давид стана и викна по Саул: Господару цару! Кога Саул се обзрма, Давид се фрли ничком на земјата и му се поклони. Видите сега ова однесување Давидово како делува на Саул. На тоа стврнато срце, тоа злобно срце. Тогаш Давид му рече на Саула: зошто ги слушаш луѓето што ти зборуваат дека Давид ти крои тебе пропаст? Ете, токму во овој ден твоите очи можеа да видат дека Господ те предаде денес во мои раце во оваа пештера. Ми рекува да те убијам, но те поштедив и реков: неке ги кренам своите раце на својот Господар, зашто тој е Господов помазаник. О, татко мој, погледај и види го скутот од својата наметка во мојата рака, го отсеков скутот од твојот плашт, а тебе не те убив. Сознај и види дека во мојата рака нема ни злоба, ни опакост. Туку има само љубов. Со други збори би додал: јас не сгрешив против тебе, а ти дебнееш на мојот живот за да ми го земеш. Господ нека суди меѓу мене и тебе, Господ нека ме одмазди врз тебе, ама мојата рака нема да се дигне на тебе, како што вели старата пословица: од неправедникот доаѓа неправдата, и затоа мојата рака нека не се дигне против тебе. Но кога излезе израелскиот, по кого излезе израелскиот цар? По кого одиш во потера? По мртов пес, по обична болва? Каква и понизност овде имаме. Господ нека биде судија, тој нека суди меѓу мене и тебе, нека ја испити, нека ја брани мојата работа, нека ми набави правда, нека ми избави од твојата рака. Кога Давид му ги изговори тие зборови на Саула, Саул одговори: дали е тоа мојот глас, сине Давиде? И Саул заплака гласно, потоа му рече на Давида: о, праведен си од мене, зашто ти ми направи мене добро, а јас ти направив тебе зло. А денес ја овенча својата добрина кон мене, зашто Господ ме предаде во твоите раце, ти не ме уби. Кога човек ќе го најде својот непријател, го пушта ли да оди мирно по својот пат? Господ нека ти плати за она добро што ми го направи денес. Што гледаме овде? Повторна љубов агапе. Денеска зборувавме на поуката. Љубовта кој што го сака и непријателот. Благословувајте ги оние кои што ве гонат. Тоа го гледаме кај Давида. Сега знам веродостојно дека навистина ќе бидеш цар и дека царството над Израел ќе се одржи трајно во твојата рака. Затоа заколни ми се сега во Господа дека нема да го сотрш моето потомство по мене и дека нема да го избришеш моето име од мојот татков дом. Давид му се заколна на Саула, Саул си отиде во својата куќа, а Давид се врати во своите луѓе
во горските засолништа. И ова е наистина малку и дволично кај Саула и жалосно е што не продолжил по тој пат. Но еве љубовта како може да делува. И она што овде Давид му го ветил на Саула, дали го одржал? Се сеќавате ли преку кого го сочувал неговото поколение? Точно. Синот Јонатанов, односно негов внук Мефивостеј. Она убава случка таму исто во некој од овие книги беше, мислам, втората Самуилова, кога ќе го постави до себе фактички, ќе го заштити, комплетно ќе му даде земја и се. Милостиво ќе постапи кон него, затоа што му ветил и на Саула, но пред се тоа го направил и ради оној однос со Јонатан што ги. Сега да читаме во втора книга Самуилова, во првата глава. Уште неколку стихови за да видиме каков бил тој однос на Давид кон Саул, кон неговиот прогонител. Неверојатно, но ова се примери, вистински примери за нас. Секако најголемиот пример е нашиот Господ. Но се поучуваме од овие човечки примери, ако може човек како нас. Еве зашто Давид имал срце според Господовото. Читаме од 17 стих до 27, кога Давид ќе ја слушне веста дека загинале Саул и Јонатан. Што прави Давид? Тогаш Давид ја запеа оваа тажачка. Не пееше од радост, туку пееше тажачка. Не се радуваше за тоа што неговиот прогонител умрел. И не тажаше само за Јонатан овде, чија што љубов беше нивна, нели како беше почудно од женската, така ли беше еден стих. Тогаш Давид ја запе оваа тажачка за Саул и за неговиот син Јонатан, запишено е во праведниковиот книжен свиток, за да ја учат јудините синови. Давид рече: "О, како ти падна славата, Израелу, изгинаа јунаци на твојата височина. Не раскажувајте вие за поразот во Гат, не разгласувајте по Аскалонските улици, за да не воскликнуваат младите филистејски керки. О, проклети Гелвојски гори, роса да не паѓа врз вас, ниту дожд од небото да ве мие. Вашите полиња да не враќаат род за семе, зашто кај вас е исфрлен штитот на силните. Сауловиот штит не беше помазан со масло, туку со крвта на ранетите, со маста на паднатите. Јонатановиот лак никогаш не промашил, Сауловиот меч никогаш не беше неуспешен. Саул и Јонатан, љубезни и сложни, ни живи не се разделија, ниту во смртта. Беа побрзи од орлите, со снага посилни од лавовите. Керки израелски, сега плачете по Саула." И видите на што се задржува овде Давид. Плаче по Саул и се задржува на оние добри дела кои што Саул ги направи. Ве облекуваше во убаво црвено. Покрај тоа тој ви прицврстуваше златен накид на облеката. Како загинаа јунаците среде бојот. Жал ми е за тебе, брате Јонатану, колку многу ти ми беше мил, твојата љубов ми беше уште почудесна од женската во стих, да. Ох, како загинаа јунаците и како е скршено бојното оружје. Колку пати ги нарекува јунаци. Жали, плаче, тажи Давид и по Саула и по Јонатан. Тоа е таа љубов. Агапе. Тоа е втора Самуилова прва глава, од 17 до крајот. И мора да спомнеме на крајот, на самиот крај еден пример од Новиот Завет, а тоа е параболата во 15-та глава од Лука, со таткото, кој што цело време го чека блудниот син да се врати. Таткото кој што цело време се надева до крај, дека сепак ќе се врати, дека сепак ќе излезе се на добро, кога што символизира нашиот небесен татко. А блудниот син секој од нас. Сите ние сме сгрешиле, сите ние сме грешници, сите ние сме биле таму некаде и сме дошле, фала му на Господа, фала на
таа негова надеж, таа сила, таа љубов која што има кон нас, која што се надева до крај. И што читаме овде, 20 стих, 15 глава Лука, и стана и тргна кон татка си, и кога беше уште далеко неговиот татко го види и му се сожали, па се растрча и му се фрли на вратот и го целиваше. Што ви Елен Вајд за таткото? Постојано чекал овде, постојано погледот му бил вперен таму во далечините. Чекал и се надевал дека неговиот син ќе се врати. Тоа се случува и огромна радост. И синот му рече, синот сега почнува со оној говор што го спремал претходно. Татко, сгрешив против него и против тебе и не сум веќе достоен да се наречам твој син и уште да каже ќе ти бидам слуга. Таткото не му дозволи такво нешто. Како може синот да биде слуга? Но таткото им рече на своите слуги: брго донесете ја најубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувките на нозете. Дотерајте го сгоеното теле и заколете го, за да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде и почна да се веселат. Тоа е таа љубов која што верува во се и која што се надева на се. Надежта никогаш не треба да ја губиме, како што кажав, дали тоа е наш брат, роден брат, сестра, мајка, татко, брат или сестра од црква, дали комшија, па дури и наш непријател да е. Дури и некој наш комшија кој што ете не мрази. Надежта не треба да умре, токму затоа што љубовта се надева во се, љубовта се надева во тие Божии способности. И се доека сме од оваа страна на милоста, оваа страна на историјата, Господ не завршил со никого. Освен со оние со кои што ете, можеби ние не знаеме, тоа не е наше, што можеби ја поминале она линија и за нив нема веќе враќање. Но тоа само Господ го знае. Да го молиме Господа да ни ја даде таа љубов агапе, која што сме наистина далеко. Факт е тоа, по природа не сме такви, тоа е таа надприродна љубов, таа е таа божествена љубов која што може да се вгнезди во нашето срце само преку примајќи го Духот Свети. Само кај обратен човек, само кај човек кој што го љуби вистински и Бога и својот ближен како самиот себе, односно и како што Исус ки додаде, како што јас ве возлюбив вас. Нека му е слава на Господа. Амин.